Почитувани сограѓани, ја користам оваа прилика да се обратам во врска со денешниот прес од страна на СДСМ. Имено денеска на пресот од кандидатот за градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз беше покажано правото лице на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Поготово тоа е забележливо во Кочани. Оние вработени кои Социјалдемократскиот сојуз ги претвори од редовно вработени во стечајци, денеска по кој знае кој пат повторно ги манипулира. Имено им се ветува дека градоначалникот на општина Кочани, доколку биде изберен тој од редовите на нивната партија, ќе ги ослободи од наплата на вода, на смет и на комунална такса. При тоа се заборава законската обврска и оние обврски на градоначалникот, дека градоначалникот не ослободува, ниту има право, ниту има можност да ослободува некого од плаќање на некои услуги кои што се заеднички за граѓаните на општина Кочани. Сакам да ги потсетам стечајните работници во општина Кочани, со кои што имавме неколку состаноци и за кое нешто ги имаме записниците од тие состаноци, дека ние во подготовката на буџетот за 2013 година имавме интензивни разговори со нив за решавање на дел од овој проблем. Имено на неколку состаноци, заедно со председателот на Советот, ние излеговме со предлог дека во буџетот на општина Кочани за 2013 година ќе издвоиме средства од граѓаните на општина Кочани за да се помогнат оние стечајни работници и оние социјални случаи кои што имаат потешкоти со наплатата на водата, на комуналниот смет и на комуналната такса. Од овој записник може да се види дека раководството на стечајните работници, бидејќи не се најде во тие кои што ќе бидат ослободени, имено не се во таква положба како што се многуте од стечајните работници, ги прекина разговорите со општина Кочани, односно со председателот на Советот, заради тоа што очекуваа дека тие како први нема да се најдат на списокот на оние кои што ќе им бидат надоместени плаќањата на вода, на смет и на комунална такса од буџетот на општината Кочани. Јас ги повикувам и понатаму да ги почитуваме законските прописи, да бидеме фер и да бидеме коректни спрема граѓаните на општина Кочани, а не во ова предизборие да им фрламе прашина во очи. Благодарам.